На тезгата на 74-годишната Стојна Гоцева од Карбинци може да се најде свежо нане, магданос и домашни јајца. Без прскање се е органско. Произведуваме во заградена градина каде не влегуваат никакви животинки, вели Стојна. Децидна дека се што ќе донесе на пазарот ќе продаде затоа што луѓето бараат и купуваат домашни производи. Нането е билка која не мрзне, а луѓето најчесто го купуваат за сушење на чај или правење на лекови за рани. Нането воедно е и производ кој се користи во модерното време за правење на коктели и декорирање, но и освежување. Нането се произведува, но не мрзне. Целогодишно е. Искара си, жнееш го, па си изистера 3-4 пати година што може да го жнееш, да го сушеш за чаеви, за се. И не мрзне на тоа, пролета си пат потера. Исто и магданосо така. Не е тешко. Пошто не се прска, органско си е тоа, ни се прска ни од никакви препарати, чисто е. У Карбинци го произведуваме. Таму заградена ни е градината, затворена, не улегнува никакви такова, животини да оде да такова, у чисто место. Прават мелеми прават нешто такова, зимат го, вика ќе правиме за рани, за такова. И ја го произведувам, продавам. Зимото не мрзне, пролетта пак излегува, се користи и во домакинството. Домашниот магданос на Стојна е честа намирница која е доста барана на пазарот. Коренот го отстрануваат, а листовите ги ставаат во манџите, но некогаш прават и чај. Исто и он носи, па посее се пролетта и после се жне и зимото не мрзне. Пролетта па искара. Одисат го за манџи, за чајви, и он го исто го сушат за чај, си варат такова од корен, од листо. И за супи го стават, у манџа, у секаква манџа се става магданосо. И нането и оно се става у манџи, такова. Не е лесно да се живее со примање од 10.000 динари, па затоа чува и кокошки. Таа во својот двор чува 50 кокошки и ги рани со жито. Вели секоја работа си има своја тежина, но исплатливо е да се работи. Домашната храна е една од најбараните, па мора кокошките да се ранат со жито, а не со концентрати. Па прават, мелеми прават нешто такова, зимат го, вика ќе правиме за рани, за такова. И ја го произведувам, продавам. Имам 50 кокошки. Со жито ги ранеме, органско нема да ги концентрат толкова не ги ранеме. И тешко е, сака да го ранеш, сака да му ринеш, да е чисто, да е такова. Се си тежина има, на секоја работа си има тежина. Исплатливо е. Исплатливо е, кокошката е исплатливо. Од недела до недела попечее се јајца, донесам на пазара. Па помагат, внуката помага, син и он помага. Тие сме. И тоа. Има кој да работи. На Стојна Гоцева и помага и фамилијата, но секој со своите обврски, па таа поголемиот дел од времето го минува сама во работа.